Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ви посакувам добре дојде во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. И веднаш да кажам дека ова издание на емисијата е дел од оние промотивни активности врзани за промоција на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола пред почетокот на новата академска 2026-2027 година. Денеска ви го представуваме Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Разговараме со деканот на факултетот, професор доктор Благој Ристевски. Декане, добар ден. Добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола, или може би да кажам добро ве најдов во вашиот кабинет со оглед на тоа што емисијата ја снимаме токму тука на ФИКТ. Ви благодарам за представувањето. Да се обратам до почитуваните слушатели на Укло ФМ радио, на нашите колеги што работат на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола, и во академската 2025-2026 година продолжува активно да ја гради својата улога како современ, отворен и општествено одговорен факултет, насочен кон знаење, иновации, кон дигитална трансформација и практична примена на технологиите. Би кажал најпрвен збор-два за факултетот. ФИКТ е основан со закон за основање на факултетот како единица во состав на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола и започна со работа на 15 септември 2014 година како правен наследник на ФАМС Битола со спојување на одсекот за информатика и компјутерска техника од Техничкиот факултет во Битола. Што значи ова е веќе 12-та година на постоење на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Често пати знаеме да кажеме дека ФИКТ е најмладата единица на Укло, меѓутоа со сето она што во овие 12 години го направивте, морам да кажам и да забележам дека веќе имате резултати со кои што некои институции со многу повеќе стаж би рекле не може да се пофала. Така. Имајќи ги предвид интердисциплинарните студиите по техничка информатика што постоја претходно на Техничкиот факултет, може да се рече дека сепак почетоците на ФИКТ Битола се уште од академската 2002-2003 година, што значи пред 24 години. Тоа е всушност веќе 24 години на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола се запишуваат студенти на студиски програми од областите на информацијските и компјутерските науки, компјутерските технологии, инженерство, компјутерското инженерство, информатиката и роботиката, како и од областа на IT менеджментот. Така што денес на ФИКТ студираат околу 560 активни студенти на сите циклуси на студии, на прв, втор и на докторски студии. До сега дипломирале над 1200 студенти на прв циклус студии, додека над 100 магистри и доктори на науки ги завршиле своите студии на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола. Со ова што го кажувате, испаѓа дека имате многу повеќе од 12 години стаж како Факултет за информатички и комуникацијски технологии. Но сето тоа во прилог нели на она што значи добро образование, одлична понуда на образование за младите кадри. И сето тоа повторно благодарение на кадарот кој што работи тука, пред се мислам на академскиот кадар кој што е ангажиран во факултетот. Така. Најпреминаве за кадарот. Кадарот на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии припаѓа кон 4 внатрешно организацијски единици, тоа катедра за софтверско инженерство и информацијски системи, катедра за пресметковно инженерство и мрежи, катедра за интелигентни системи, моделирање и симулации и центар за претприемништво и бизнис. Во однос на студиските програми на ФИКТ, тие
се современи, атрактивни и се усогласени со актуелните трендови со универзитетите во Европа, во Соединетите Американски држави, како и со потребите на пазарот на труд во IT секторот. Во наставните содржини се вклучени области како што се предмети од областа на вештачка интелигенција, на сајбербезбедност, технологија на блоковски вериги, односно блокчейн технологии, имерзивни технологии, како што се виртуелна, проширена реалност, моделирање на бизнис процеси, стартап инженерство, кориснички интерфейси и корисничко искуство, информацијски системи, комуникацијски технологии и други современи области од полето на информацијските и компјутерските технологии. Имајќи предвид дека технологијата секојдневно напредува, постојано на пазарот излегува нешто ново, академскиот кадар мора да биде постојано во дослух, да речеме, со она што значи нова технологија и сето тоа како ново да го пренесува кон студентите, до студентите. Мора постојано и вие да учите како кадар, да ги следите трендовите. Секако, како резултат на тоа, еве, например, само во изминатава академска година, од 1. октомври наваму, од 1. октомври 2025 година наваму, ФИКТ реализираше бројни значајни активности, како што се панел дискусии, работилници, хакатони, гостински предавања, меѓународни настани и активности посветени на повеќе интересни теми кои што се актуелни од областа на информацијските и компјутерските науки, како што се вештачката интелигенција, сајбербезбедноста, дигиталната писменост, интеракцијата човек-вештачка интелигенција, етиката во технологијата, проширената и виртуелната реалност, квантните технологии, предприемништвото и современите предизвици во ИКТ. Колку како професори успевате да ги следите интересите на младите, на вашите студенти? Веројатно и тие нели истражуваат, бараат, па ќе ве прашаат и вас. Ние имаме тесна соработка со IT компаниите, имаме остварена соработка со повеќе од 20 IT компании, со кои што имаме плодна и континуирана соработка, преку менторски групи, практична настава, студентски проекти, соработка со менторите од компаниите и ментори од факултетот, студентите добиваат можност да стекнат реални практични вештини и подобра подготовка за пазарот на труд. Како резултат на соработката со компаниите и со одборот за соработка и доверба со јавноста, беа акредитирани во изминативе неколку години и реакредитирани повеќе студиски програми. На прв, втори и трет циклус би ги наведил сега студиски дозволете, програми. Тие ќе ги оставиме за вториот дел од разговорот. Во овој дел од оваа емисија, јас уште би сакала да ве прашам, нели, рековте, од ова што кажавте, веќе имате одлична соработка со голем број IT компании кои делуваат во овај регион. Соработката значи и усовршување или земање на пракса студенти кои што нели таму можат да видат се она што е ново и практично да го изработат она што тука како теорија го стекнуваат. Несомнено е дека благодарение можеби на постоењето на факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола се зголеми и таа бројка на IT компании кои делуваат овде. Да, секако. Како резултат на постоењето на ФИКТ Битола во изминативе веќе 12 години и дипломираните студенти на прв, втори и трети цикл студии се возможи подем на IT компаниите, односно формирање на повеќе IT компании во Битола. Некои од тие IT компании дури имаат представништва и во Скопје. Голем дел од IT експертите, инженерите се вратија и од Скопје во Битола. Секако отворени се компании, IT компании не само во Битола, туку и во околните градови како резултат на кадарот што го продуцира ФИКТ. Добро, и локалната самоуправа како единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, мислам на ФИК како единица на универзитетот, токму тоа постојано го посочува дека благодарение на ФИКТ ја имаме и таа индустрија, ќе ја наречам, присутна тука во овој регион. Да. Резултат значи на ФИКТ е постоењето и подемот на IT секторот во овој регион.
Добро, дека не сега ќе направиме музичка пауза која пред малку ја најавивме, а потоа и за студиските програми кои се нудат на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Почитувани, останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг, бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. И јавене повторно во програмата на Универзитетското радио КФМ Битола ве подсетувам ја следите емисијата за Универзитетот отворено, во која денеска го представуваме Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, наш соговорник деканот на факултетот професор доктор Благој Ристевски. Декане, рековме дека сега малку повеќе ќе зборувате за студиските програми кои што се нудат на прв, втор и трет циклус студии, а кои се и тоа како интересни за младите, ако земе во предвид дека, например, последниве неколку години сте на врвот, ако можам така да кажам, по бројот на запишани студенти на УКЛО. Така е. На прв циклус студии се нудат 3 студиски програми, и тоа 2 4-годишни студиски програми, тоа се информатички науки и комуникацијско инженерство и една студиска програма на англиски јазик, компјутерски науки и компјутерско инженерство и една 3-годишна студиска програма, таа е информатика и компјутерска техника. Која е разликата? Мислам, едната е 4-годишна, другата е 3-годишна, што се добива со едната, што со другата? Разликата е во тоа што предметите се организирани во 6 семестри, сите предмети се организирани во 6 семестри кај студиската програма информатика и компјутерска техника, и дипломираните студенти го добиваат стручниот назив дипломиран информатичар, додека со 4-годишните студиски програми на македонски јазик добиваат звање дипломиран инженер по информатички науки и комуникацијско инженерство, а на студиската програма компјутерски науки и компјутерско инженерство добиваат звање дипломиран инженер по компјутерски науки и компјутерско инженерство. И тоа и двете се академски студии, така? Сите овие студиски програми се академски студиски програми. Добро, следно?
На втор циклус студии се организираат веќе акредитираните, но и реакредитираните студиски програми, и тоа студиска програма за наука за податоци и вештачка интелигенција, студиска програма за сајбер безбедност и компјутерски системи, за софтверско инженерство, информацијски и компјутерски науки и IT менеджмент. Овие се 5 студиски програми кои што се едногодишни, и имаме двогодишна студиска програма информатика и компјутерска техника. На двогодишната студиска програма претпоставувам се запишуваат студенти кои што ги завршуваат првиот циклус студии, но 3 годишни. На 3 годишни, така. И тие што ќе успеат да се стекнат од прв и втор циклус на академски студии вкупно 300 кредити, може да се запишат на некоја од студиските програми на трети циклус студии, односно на докторски студии, и тоа се студиските програми по информатички науки и компјутерско инженерство и студиска програма по IT менеджмент. За прв циклус студии, веќе кажавме, интересот е голем. Младите се насочуваат многу повеќе кон оваа гранка, кон информатиката, се неки дека е област каде што можат побрзо да најдат работа и поплатена работа, велат. Но што кажува времето? Некои се сомневат во тоа дека ќе продолжи растот на барања на млади кадри кои што би се вработиле таму. Има ли простор за сомневање во тој дел? Од секако IT секторот секогаш има потреба од вработување и ангажирање на квалитетни IT инженери, информатичари, кои што ќе може да ги применат најновите технологии. Токму ФИКТ е водечка високообразовна институција во регионот, која што едуцира и продуцира вакви кадри кои што се барани во IT секторот, така што на квалитетните кадри во IT секторот секако дека генеративната вештачка интелигенција нема да ги загрози нивните работни позиции. Секако, значи, станува збор за оние кои што се квалитетни и добро обучени IT специјалисти. Добро, како што и сами откажавте, во ова 2026 година имавте организирано поголем број на настани на кои што се зборуваше токму за вештачката интелигенција, незината примена, и беше начинато токму и ова прашање, па затоа и си дозволив да го прашам за тоа дали работните места ќе им бидат загрозени од вештачката интелигенција на новите информатичари. Меѓутоа, кога зборуваме за вештачката интелигенција, честопати и се почесто можам да кажам дека се пишува дека ќе има голем број професии кои ќе бидат заменети од неа. Колку е тоа реално според вас? Секако дека ќе има голем дел од професии кои што ќе бидат заменети, но не целосно, значи, од вештачката интелигенција, но исто така треба да се каже дека ќе се појават и веќе се појавуваат нови работни места, нови специјалности поврзани со вештачката интелигенција. Така што мора да се прилагодуваат, поновите кадри ќе мора да се прилагодуваат на трендовите, на научните дисциплини од областа на компјутерските и информацијските науки, меѓу кои е во моментот водечка вештачката интелигенција. Добро, вие сте подготвени како факултет да излезете во пресвет? Така, ние, значи, ги современивме нашите студиски програми, исто така организираме и обуки, организираме панел дискусии, неодамна, значи, се организира панел дискусија посветена на емоционалната зрелост во ерата на вештачката интелигенција, дали технологијата не прави помудри или позависни од неа, како и друга панел дискусија беше посветена за интеракцијата помеѓу човек вештачка интелигенција. Сега во овој дел разговорот, нели ги спомнавме, ги кажавте практично студиските програми кои што тука им се нудат на младите. Очекувате и оваа година интересот да биде солиден, задоволителен? Да, и оваа година, како и изминативе години, очекувам дека на факултетот за информатички и комуникацијски технологии ќе има интерес од страна на матурантите. Би сакал да ги повика матурантите да го посетат факултетот,
да ги разгледат профилите на социјалните медиуми, да разгледат веб страницата, да се информираат за студиските програми, за лабораториите, за проектите во кои што учествува ФИКТ, меѓународните можности со работката со IT секторот, да го направат најправилниот избор, да студираат информатички и комуникацијски технологии на ФИКТ во Битола. Сето ова имавте можност и да им го пренесете директно, бидејќи не само што ги очекувате нив да дојдат тука на ФИКТ и да се запознат со сето на што тука им го нудите, туку и вие одевте кај нив. Во изминатиот период, нели, во средните училишта, редовни посети за матурантите и запознавање нивно со факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Така, во месеците март и април од оваа година, наши колеги, професори, асистенти ги посетија сите училишта од регионот, во кои што ги презентира нашите студиски програми и можностите за студирање на ФИКТ. А исто така бевме организатори и на сајм на кариера, Кариер Експо, каде што покрај студенти и IT компании беа присутни и матуранти со кои што можеа да сосредба со активните студенти, актуалните студенти на ФИКТ, затоа што тоа беше и алумни средба, имаше и алумни средба со веќе дипломирани студенти на ФИКТ, да разменат искуства, да се информираат за студирањето на ФИКТ. Ќе направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани, бидете понатаму со нас. Не слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука, зошто? На тебе мислам цело време, чекам само знак било каков од тебе, порака за мене. Да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Сакам да знам ако друга ти љубиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти љубиш. Има меѓу нас хемија, кога погледите ќе ни се сретнат. Не ти е седно, знам. Те чекам да ме спасиш мене. Јас без тебе, јас без тебе. Спасиш. Декаде Ристевски, јас би сакала во овој завршен дел од овој разговор, од овој интервју што го имаме со вас, да кажеме малку повеќе и за она што како проекти се работат тука на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, а ги има доста.
Така е, ФИКТ е дел од конзорциумот во рамките на програмата Digital Europe, меѓу кои би ги издвоил проектите за воспоставување на Центар за безбеден интернет во Македонија. Тоа е проектот МК-SafeNet, кој што заврши февруари ова година, и заедно со Техничкиот факултет учествуваме дел од конзорциумот на првиот европски дигитален инновацијски хаб во Македонија, Innovate EDIH. Исто така, факултетот заедно со економскиот факултет од Прилеп учествува во европскиот проект Nano Biotech Nexus, посветен на најновите нано и биотехнологии. Да, можеме да кажеме дека врзано за овој проект имаше конкретно на 2025 година и еден надпревар. Мислам, тогаш беа презентирани истражувачките, иновацијските, да речеме, работи кои што ги работеат компаниите, но и студентите беа поканети да учествуваат на овој конкурс за овој реализиран во рамките на овој проект. Интересни работи се случува, се надевам дека и оваа година ќе биде така. Така, како што кажавте, значи овие проекти што ги набројав ја потврдуваат ориентацијата на ФИКТ кон дигитална трансформација, кон сајбер безбедност, иновациите, применета вештачка интелигенција, нано и биотехнологиите и меѓународната научна соработка. Па така во ноември 2025 година на ФИКТ се одржа хакатон во рамките на Colors Алијансата, на кој што учествува повеќе од 10 тимови составени од студенти од ФИКТ, студенти од други факултети, како и средношколци, а во декември 2025 година се одржа и хакатонот МК-SafeNet Инноватори, насочен кон по безбедна дигитална средина за младите, сајбер безбедност, дигитална писменост и изработка на иновативни решенија за заштита на децата и младите при користење на интернетот. Се трудите колку можете повеќе да ги ангажирате студентите токму на вакви настани од типот на хакатони, каде што можат навистина да дојдат до израз нивните знања и креативност пред се. Така, нашите студенти исто така беа вклучени и во предприемничката недела за потикнување на стартапи и мали и средни предпријатија, која што се одржа во почетокот на мај 2026 година, која што е прва ваква предприемничка недела во Битола, организирана заедно со Универзитетот за применети науки и уметности од Луцерн, од Швајцарија. Беа вклучени 20 на наши студенти, а додека студентите кои што се веќе на втори на трети цикл студии секако учествуваат и на научни конференции, па така во ноември минатата година ФИК беше коорганизатор на јубилејното 15-то издание на меѓународната конференција за применети интернет технологии AIT 2025 година, со што уште еднаш ја потврдивме улогата на ФИКТ како активен центар за научна размена, академска соработка и промоција на најсовремените истражувања во областа на информацијските и компјутерските науки. Но и вашите студенти се учесници на конференции, на студентски конференции, еве поточно ќе кажеме, ги имаше и во 2025 година на студентската Uplo Colors конференција. Така, значи, како и предминатата година и минатата година, наши студенти зедоа учество во студентската конференција во рамките на Colors Алијансата, секако, значи, под менторство на наши професори. И сега нешто е интересно, врзано за Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, тоа и посетата на основци кои што доаѓаат тука кај вас. Сакате уште од основно училиште на младите да им го покажете факултетот, како изгледа, што се тука се работи, а имате интересни работи да им покажете, па да им го привлечете вниманието, како например виртуелната купола. Така, нашите лаборатории, како што ја споменавте, и лабораторијата за виртуелно инженерство и апликации, која што е во рамките на универзитетскиот центар за виртуелно инженерство, каде што е сместена виртуелната купола, но има исто така и други сензори, дронови во таа лабораторија. Предизвикува интерес, ја посетуваат средношколци, ја посетуваат и основци. Исто така факултетот излезе во пресред на барањето на најголем дел на основните училишта
да се организира баш кај нас во нашиот факултет, да се организира во текот на април 2026 година тестирање за основците. Имаме и други лаборатории, покрај лабораторијата за виртуелни инженерски апликации и веќе подавна формираните лаборатории за бази на податоци, програмски јазици и учење, за организација на компјутерски системи и мрежи и за развој на идни вештини стартап бизниси. Годинава се воспостави, се оформи лабораторија за дигитализација и студентски сервиси. Дополнително, ова година се набави и голем LED видеозид кој што е сместен на најгорниот кат од факултетот. Добро, што тоа ќе значи за факултетот, мислам LED зидот, но и за пошироката јавност, имајќи предвид дека се работи за нешто навистина интересно кога се гледа од оваа страна. Така, овој LED видео зид е уникатен во Битола и во регионот. Нема на други факултети во регионот, па така таа просторија која што има капацитет од 100 присутни може да се користи за различни панел дискусии, дебати, презентации, не само за рамките на нашиот факултет и за можат и факултети од други факултети во рамки на универзитетот, но и други заинтересирани страни секако да одржат настани. Што е оно што можеме да го очекуваме во наредниот период од ФИКТ? Кажавме доста работи, нели, тука што ги има. Повторно, значи, ќе се посветиме на организирање на работилници во рамките на Дојди научи, ќе организираме хакатони и за идните студенти, но и за актуелните студенти кои што се тука. Ќе организираме научни конференции, панел дискусии. Да, и да не забораваме дека продолжувате со менторската програма. Така. Нешто навистина интересно, студентите работат во тимови, во одредени IT компании, работат на реални проблеми, донесуваат решенија. Тоа е нели можност, пак ќе речеме, оно што како теорија го учат, таму да можат во пракса повеќе да го сработат, да го видат нели начинот на подготовка или работа. Но тоа многу им значи и придобивањето на оцените или како тоа го регулирате? Искуството кој што ќе го и награди, нели? Знам дека на крајот од летниот семестар имате и презентации. Токму така, јуни е и месец не само за јунска испитна сесија, туку и месец кога студентите кои што работат доброволно во рамките на проектот менторски групи со IT компаниите, ги презентираат проектите кои што ги работеле под војно менторство од страна на професори и асистенти од ФИКТ и од компаниите, па така најдобрите студенти се стекнуваат со награди од IT компаниите кои што работеле под нивно менторство. Се уште да кажеме во врска со стипендиите, ги имаше и нив за најдобрите. Колку се IT компаниите, бизнис секторот заинтересирани за доделување стипендии за студенти? IT компаниите исто така нудат и можности за стипендирање со студенти, објавуваат повици за апликации, па така од редот на апликантите, компаниите избираат по нивни критериуми, избираат кои студенти ќе бидат стипендирани во текот на нивните студии. И сега сосема за крај, дека не што ќе им порачате на оваа генерација матуранти, оние кои што ги очекуваме да бидат наши идни студенти? Па според конкурсот на ФИКТ треба да има слободни места за 250 студенти на трите студиски програми, па така очекувам матурантите да го посетат факултетот, да ги посетат и веб-сајтот и нашите профили на социјалните медиуми, да се информираат од веќе дипломираните и од актуелните студенти и да го направат вистинскиот избор да студираат информатика и компјутерска техника кај нас на ФИКТ.
Ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговорот, ќе ви посакам добро здравје и секако успешна нова академска 2026-2027 година. Ви благодарам и вам. Bakni me za kraj, штом ке си одиш. Bakni me да знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Bakni me да знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Bakni me za крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е, дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Bakni me za крај и не се враќај. Bakni me za крај, bakni me za крај, bakni me za крај и не се враќај. Bakni me za крај, bakni me за крај, bakni me за крај и не се враќај. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Bakni me za крај и не се враќај. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Љубово срце мир не дава. Љубовта треба да победи. Светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај.
ФМ Битола, јуни 2026 година. Укло ФМ 90,8. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 мегахерци. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk